Здрав! Јас сум Жаклина, а вие сте на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за преземањето одговорност кон сите своји постапки, кон своите реакции, кон своите манифестации во текот на денот, но и во животот воопшто, затоа што одговорноста е еден многу важен чекор во работата на себе, доколку сакаме нешто да промениме, доколку сакаме да работиме на личниот раст и развој. Кога зборуваме за одговорност, веднаш да напоменам дека не треба да мешаме одговорност со вина, односно, ако прифатиме одговорност и ако кажеме дека сме ние одговорни за она што се случувало, за она што ќе се случува понатаму во нашиот живот, тоа значи само дека имаме можност да направиме некоја промена денес, затоа што поминало не можеме, и дека стоиме одговорно за се она што сме направиле и што ќе направиме понатаму во животот. Вината, за разлика од одговорноста, може само да не кочи во место, да не држи заглавени и постојано да не навраќа назад, да ги бараме причините, зошто, како, кој беше виновен, јас, другите, семејството, партнерот, децата, државата. Значи, од оној ден кога ние ќе прифатиме одговорност за себе, тоа значи дека преземаме контролата на својот живот, а од иста страна тоа значи и слобода. Слобода на избирање и слобода на однапред осмислување на своите постапки, реакции, кои што понатаму во животот ќе ни станат нови навики и нови уверувања. Понекогаш многу долго во нашиот живот, некои луѓе и цел живот, така се научиле некогаш и така функционираат и така живеат и за нив тоа е во ред и тоа е нормално, ги обвинуваат другите за состојбата во кој се наоѓаат, за сите нивни неуспеси, за се што им се случило и што не им се случило. Јас понекогаш велам дека ја имаме таа привилегија до 20-30 години да ги обвинуваме своите родители, потоа своите партнери и во подоцните фази од својот живот своите деца, ако сакаме можеме и порано да почнеме, не? И на крај целиот живот да ни помине, префрлајќи ја одговорноста или вината на сите околу нас, а ние едноставно никогаш да ја немаме таа привилегија или таа должност да бидеме одговорни за сопствениот живот. Меѓутоа, ако сакаме нешто свесно да направиме, ако сакаме свесно да живееме, ако сакаме да свесно да направиме промена, тогаш нашата одговорност за нашиот живот мора да ја прифатиме ние. Бидејќи кога дозволуваме другите луѓе да се одговорни за нашите животи, тие имаат контролата врз нашиот живот. Овде треба да се обрне внимание на мешањето на одговорност за себе и за своите постапки, за својот живот со одговорноста за другите. Ние многу често во животот знаеме да си префрлиме и да си преземеме одговорност за другите постапки или вина, или да кажеме дека ние мора да се грижиме за некого. Најчесто тоа за нашите деца, за нашите родители, па и за нашите партнери. Но да се грижиме ние за нив, да можеме да им помогнеме тогаш кога ќе им биде потребна нашата помош, не значи дека треба да ја преземеме одговорноста и вината за нивните неуспеси, за нивните тешки периоди. Дури и нашите деца, и тие имаат право да го живеат својот живот со се она што им следува и да паѓаат и да стануваат исто како и ние што сме го правеле тоа. Одговорноста се однесува на нашата улога, односот кон нив, реакциите во одредени ситуации кога тие ќе направат нешто што нам не ни се допаѓа, па и што ни се допаѓа. Како реагираме тогаш? Дали знаеме да ги пофалиме, да се заблагодариме, да им ја покажеме потребната почит, љубов, восхит, разбирање, што и да е,
И дали знаеме исто така јасно да им кажеме кога нешто не е наша работа, кога нешто не е наша одговорност, кога на крајот на криштата не можеме, не знаеме, не умееме, токму затоа што тоа не е наше, туку е нивно и тие мора да го решат и да се соочат со тоа. Тоа не значи дека не треба да прифатиме одговорност за тоа какви родители сме, или какви сме во улогата на деца, или какви партнери сме ние. Далеко од тоа. Значи, ние сме одговорни за нашите улоги, меѓутоа не сме одговорни за нивните постапки, за нивните реакции и за нивните избори. Се до тогаш додека ние си ја префрламе одговорноста за нив врз себе, ние едноставно се обидуваме да ги живееме туѓите животи, да ги контролираме или да живееме во улога на жртва, постојано обвинувајќи се себе си за нешто што не ни зависело од нас, затоа што, нели, ние сме сепак само човечки суштества и наша работа е да работиме на себе, на својот раст и развој и на се она што можеме да направиме, за да си го подобриме квалитетот на нашето живење, а со тоа да ги инспирираме нашите најблиски и доколку тие изберат и тогаш кога ќе изберат, може би да преземат нешто од нас или пак да направат своја верзија на тоа што ние, сме им го покажали или кажали. Одговорноста е многу важна и на секојдневно ниво, затоа што за оние многу мали работи секојдневни, за кои ние понекогаш не преземаме одговорност, например, задоцнив затоа што доцнеше автобусот, не го завршив ова затоа што работев со друг колега, па тој не го направи на време. Не знам, не ти се јавив затоа што ми дојдоа гости и така натаму. Значи, од оние најосновни, најбазични, секојдневни префрлања на одговорноста за оние работи кои ние не сме ги завршиле, се рефлектира и на целокупниот наш живот. Со што, ако не можеме да прифатиме одговорност за такви мали ситници, тогаш како ќе прифатиме одговорност за оние така наречени крупни работи во нашиот живот? На крајот на краиштата и кога ќе почнеме да вежбаме да преземаме одговорност, ние почнуваме да вежбаме одговорност на токму такви мали работи. Да, ја задоснев затоа што автобусот доцнеше, меѓутоа јас можев да излезем и многу порано. Тоа е моја одговорност. Или не ти се јавев затоа што ми дојдеа гости, меѓутоа имаше начин, можев да се извинам, можев потоа да се јавам откако си заминале гостите или како и да е. Значи, се до тогаш, додека на такви ситни работи ние ја префрламе одговорноста на други луѓе, се до тогаш тешко веројатно дека ќе може да преземеме одговорност за крупните работи кои ни се случуваат. Што значи, тогаш кога ќе почнеме да преземеме одговорност, тоа би било најубаво да го правиме на вежби на нашето секојдневие, односно, известно време да се наблюдуваме, па да видиме колку пати ние тоа дневно се ослободуваме себе си од одговорноста и ја префрламе на другите. Па потоа да се обидеме на свесно ниво, кога ќе дојдеме во таква состојба, да си кажеме, застани, не е тоа нивна одговорност, можеше да направиш поинаку, или на крајот на криштата, дури да го направиме тоа, да го прифатиме и да го освестиме дека сме го направиле, дека пак се случило и да влијаеме, нели, понатаму да ни се случува што поретко и поретко. Да бидеме, да научиме да бидеме одговорни кон сопствениот живот и сопствените постапки и реакции, затоа што е тоа наша работа. И само со преземање одговорност, без товарење на себе чувства на вина, ние можеме да правиме чекори, да одеме напред и да го подобриме квалитетот на нашето живење. Толку за денес. Ви посакувам убав ден, ви посакувам да преземете одговорност на дневно ниво и ви благодарам што ме следите, што ме коментирате, што ги споделувате моите видеа и се надевам дека уште долго ќе се дружиме, како и на овој канал, така и на страницата Ти можеш. И за крај, немојте да дозволите никој никогаш да ви каже дека нешто не можете, затоа што вие можете. Се гледаме наскоро.